Почитувани граѓани, почитувани новинари. Пандемијата со COVID-19 зема замав ширум Европа. Расте бројот на инфицирани граѓани и кај нас, а со тоа расте и притисокот врз здравствениот систем и здравствените работници. Доброто менаџирање со кризата досега е резултат на повеќе фактори. Професионалниот и стручен лекарски кадар, управувањето со здравствениот систем, навремено преземање мерки за заштита на населението, но и подобрените услови за работа, вложувањето во здравството, во медицинскиот персонал. Хаосот во здравството, што го остави ВМРО-ДПМНЕ по 11 годишното запоставување и девастирање на здравствените институции и негрижа за здравствените работници, го променивме само за 3 години. Деновиве, кои ги слушаме ВМРО-ДПМНЕ како зборуваат за здравството во интерес на јавноста и вистината, сакаме да подсетиме за хаосот што го остави оваа партија. После 11 години, ВМРО-ДПМНЕ во Скопје остави само 5 исправни амбулантни возила за итната медицинска помош и 2 неисправни. Поради нередовно одржување, откажаа уште 3 возила. Замислете, брзата помош во главниот град и околината, ВМРО-ДПМНЕ ја остави само со 4 возила. Целиот град Скопје со околината, вклучително и автопатите Скопје-Велес и Скопје-Куманово. Цели 10 години ниту еден ЕКГ апарат не бил набавен, затоа што за ВМРО-ДПМНЕ здравието не било важно, туку спомениците. За само 3 години, откако министерот Филипче и СДСМ управуваат со здравствениот систем, обезбедени се 14 возила за итната медицинска помош, 13 целосно нови и 1 половно. За само 3 години набавени се нови 13 ЕКГ апарати за итната медицинска помош, додека ВМРО-ДПМНЕ за 10 години не набавило ниту еден. Обезбедени се униформи за целиот персонал и заштитна опрема, UV лампи за дезинфекција, ранци со санитетски материјал, наменети за непогоди, батерии за радиостаници. Итна медицинска помош е дополнета со дефибрилатори, редуцири на апаратите за кислород. Објектот на итната медицинска помош, кој беше оставен на забот на времето, сега е во фаза на обнова со поправена водоводна инсталација, подобрени услови за вработените. Бидејќи цели 11 години, никој од ВМРО-ДПМНЕ не се сетил дека брзата помош мора да работи и кога нема струја, набавивме агрегат за централата 194, а поставена е и нова телефонска централа. Тоа е разликата помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ. ВМРО-ДПМНЕ кој остави хаос и руини во јавното здравство, СДСМ преку институциите што ги предводи, обезбедува сериозни инвестиции во здравствениот сектор и вложува во она што е најважно, здравието на граѓаните. Благодарам.